Добро утро, колеги. Еве јас терам со малку полесна тема, но за жал нема да биде позитивна со оглед на тоа дека во последниве неколку години, барем јас тоа што сум го забележала, живееме во таква средина, не се работи само за сообраќајната култура, имаме многу некултури кога станува збор за главниот град, барем ние овде од Теран можеме да го забележиме тоа. Најпрво да започнам со моменталната состојба во самиот сообраќај. Верувам може да се забележи дека се наоѓаме на едно од најфреквентните крстосници, односно улицата Свети Кирил и Методи. Оваа улица знае да биде преполна со возила, особено оној период од 15 до 17 часот и 30 на минути, каде што буквално имаме на целата улица колони од возила кои што чекаат токму на овие семафори кои што се наоѓаат зад мене, односно на самата крстосница, но за среќа моменталната состојба не е таква. Имаме умерен број на возила, сообраќајот се одвива нормално и умерено по сув колово се разбира, со оглед на тоа дека ова утро е прилично свежо, но е пријатно за пешачење или пак употреба на велосипед, така да верувам дека ако би се упатиле на оваа улица, барем во следните 15 на минути, се надевам не би имале никаков проблем. Кога станува збор за останатиот дел од Скопје, може да се напомене дека некаде односно во Кисела вода, булеварот Борис Трајковски, имаме помал број на возила за разлика од овој кој што се забележува моментално, како пред камерата, така и зад камерата. Тоа е она што јас го забележувам. Исто така умерен број на возила може да се забележат секако и на крстосниците кај црвениот крст оттаму, кај собранието на Македонија оттаму и веќе кај порта Македонија, улицата Димитрија Чуковски, самиот центар на градот, исто така и крстосницата кај Соборниот храм, крстосницата кај Мавровка, булеварот Гоце Делчев, Нова Македонија, Судска палата. Тие се тие крстосници каде што моментално имаме умерен број на возила, но за 15 до 20 на минути од сега би се зголемил тој број на возила, па можеби секако со оглед на тоа дека тие се најфреквентни крстосници, да имаме и колони од возила токму на тие улици и крстосници и булевари кои што ги напоменав. Кога станува збор за сообраќајната култура, секако треба да се напомене дека со оглед на оние секојдневни казни кои што се пропишани, оние санкционирани возачи кои што не ги почитуваат сообраќајните правила и прописи, а секако и ние шетајќи низ скопските улици можеме да го забележиме самото тоа. Се случуваат безброј незгоди, за жал, како резултат на непочитување на тие правила во самиот сообраќај, а како резултат на тоа непочитување, според последните информации кои што можев да ги забележам, се случи сообраќајна незгода во Бутел на улицата Александар Урдаревски, каде што беше повредено, всушност беше повредено едно лице со здоби со тешки телесни повреди, односно завчера попладне во 13 часот и 35 минути на улицата Александар Урдаревски, како што напоменав, се случила сообраќајна незгода помеѓу две патнички возила, односно едно патничко моторно возило Volkswagen и другото патничко возило моторно возило Polo, кое што всушност било управувано едното од 49 годишно лице, а другото возило било управувано 26 годишно лице, при што самото лице кое што било повредено во оваа сообраќајна незгода се здобило со тешки телесни повреди, како што напоменав, и било пренесено во градската општа болница Свети Наум Охридски. Вакви сообраќајни незгоди не се случуваат ретко, за жал, но се разбира треба да започнеме најпрво од сами себе и на тој начин се надевам дека би направиле некоја промена во самиот сообраќај, не само за
Не само да ги почитуваме сообраќајните правила и прописи секако кога сме во нашето возило и управуваме со возилото, туку и кога сме во улога на пешак, кога сме велосипедист, а секако и кога всушност управуваме со еден ваков електричен тротинет кој што се наоѓа позади мене. Чинам ваквите електрични тротинети некаде беа поставени всушност околу 19 на базни станици некаде пролета оваа година, каде што беа многу користени од страна на нашите сограѓани, но и тогаш на некој начин се виде некултурата кога се остава буквално на сред улица и на сред тротоари, како што можеме да забележиме моментално дека е оставен овој електричен тротинет буквално на сред тротоар кој што е наменет за пешаци. Вакви ситуации се всушност имало многу често кога не само на тротоарите и улиците, како што напоменав, исто така се биле оставени и на велосипедски патеки кои што всушност им биле пречка на велосипедистите да се движат всушност нормално во сообраќајот без никакви проблеми. И за крај веќе кога ја напоменав делот културата на Скопјани, секако морам да кажам дека на тротоарот забележувам оставен електричен тротинет кој што секако не е оставен соодветно, а исто така и на велосипедската патека до мене можам да забележам отпад кој е расфрла. Верувам дека малце и беше негативно оваа тема, но секако се за памет, се зборуваме за добро, така да токму тука од самиот крај ќе посакам всушност на гледачите пријатно утро, пријатен ден и поздрав до вас колеги, токму од ова последно вклучување за оваа актуелна тема сообраќај во последното вклучување всушност и од оваа недела.